Australija na radiju. Почитувани радиослушатели, добро ви вечер, 19 часот и 22 минути се прашувате кој е овој распијан глас, токму тоа е оној нашиот Даниел Кајмаковски. Даниел, добар ден, каде се наоѓаш? Добре ни дојде овдека во нашево студио на нашите радиобранови. Добро вечер од Австралија. Дали се слушаме, Даниел? Се слушаме, добро вечер, ве поздравувам сите цела Австралија. Ево ве имате поздрав од Швајцарија, каде сум повлечен во природа, во планините да сум креативен, да пишувам нови песни и нови мелодии, се спремаме за големи проекти и голем поздрав со сите вас, ми е многу драго што зборуваме моментално. Одлично, и наш ни е мило, Даниел, ете токму што те имаме премиерно овдека во нашево студио и веруве и не, и татко ти овдека некако возбуден од неговите првични впечатоци, значи од неговата посета овдека во Австралија. Еве да се надеваме дека и еден ден и тебе ќе те видиме овдека со нас, да се дружиме и да уживаме во твојата убава песна. Ја користиме оваа прилика од овдека во студиото и од цела Австралија, од нашиот град Перт, да ти очеститаме големиот успех како победник на X Factor од Адрија, каде што не направи горди како македонци. Честитки уште еднаш. Ви благодарам најмногу, се разбира, без вашата поддршка, се зборувам за поддршката која доби од сите македонци од цел свет. Се докажа само ако се држиме заедно дека се можеме да постигнеме. Да знаете сите дека сте дел од мојата победа, бидејќи од без вас и вашата поддршка од сите македонци во целиот свет, јас немав да ја имав таа само доверба која имав на Бина, така ви благодарам на сите вас. Вие сте дел од мојата победа. Ова е наша победа. Да, токму наша победа и тоа го кажуваше Даниел многу пати, навистина и тоа не прави уште повеќе македонците, значи да сме горди на тебе, затоа докаде што одеше сегде го ведеше македонското знаме и сегде беше горд што си македонец. Ете тоа е тоа што ние македонци да го сакаме. Точно, така и треба да се гордееме со нашето име и нашиот идентитет и нашата историја. Тоа секогаш ми беше важно. Знам, мислам, живеев цел живот во Австрија, но никогаш не заборавам од каде доаѓам и каде се моите луѓе. Тоа е многу битна ствар, да си го чуваме идентитетот и се. Да, точно така, тоа е битна работа и овде и за твоите мишлешевци кои традиционално секоја година организираат една забава овдека во нашиот град Перт и каде што го имате епитетот како најорганизирани, најсложни, затоа што од година во година се повеќе организирани и морам да ти признам, Даниел, дека навистина ако доаѓам од градот Битола, градот на конзулите, но капа ви вадам затоа што она што го правите вие или твоите мишлешевци дека го прават, значи градот да живее, да врие, од моментот кога ќе се каже на нашево радио дека се приближува датумот па до самото организирање, морам да кажам дека нашиот град живе за оваа вечер. Дали е тоа и она упорност и кај тебе да речеме што те прати, затоа што оној успех, како што каже и со таткото и пред малце разговаравме, дека на 30 години, како што кажа, на златна бубамара на популарноста, ако се стане откритие на годината, значи што ќе биде на 60, како што кажа, тоа пред малку те цитирав тука. Значи таа твоја упорност на 30 години токму еве ги краси твоите мислешевци овдека. Кажи ни, дали е тоа и тебе што те понесе на европскиот, на балканскиот и на светскиот врв? Да, морам да кажам дека животот е понекогаш чуден и работите што ти се случуваат не секогаш можеш да ги објасниш. Но мислам дека целта треба да ја чуваме, да ја гледаме, да ја фокусираме за све што посекуваме. Бидејќи јас последните 3 години не пеев и не се откажав од пеењето, но никогаш не добив страв дека нема да се вратам или дека скроз ја изгубив музиката. Така, што и да работа во мојот живот, фокусот ми беше секојаш на мојот сон, на мојата цел. Да, треба да си упорен и треба да најбитната ствар е треба да веруваш во се што си посакуваш. Треба да веруваш во тоа дека ти го постигнеш тоа што си го посакуваш. Мислам дека е тоа најбитната ствар. Довербата во себе. Довербата во себе, токму ти тоа и го докажа. Даниел, имаш голем број на голема публика, љубители на твојата музика низ цела Европа. Значи, моментално твоето име и ти како личност си баран на секаде. Во моментот, како што кажа, си Швајцарија. Збор 2 за твоите настапи, каде настапуваш, што е следно? Знаеме дека Скопскиот фестивал се ближи и ти токму ќе настапи со една ново компонирана песна. Кажи ни збор 2 за Скопскиот
Европскиот фестивал, со што ќе настапиш и се надеваме дека ќе победиш и ќе не представаш на Евровизија. Збор 2 за тоа. Да, дај Боже, како прво морам да ви дам комплимент за тоа. Од нас са толку добро информирани, многу ми е драго што толку со љубов ја следите и нашата далечина во Европа, во Македонија. Ми е многу драго. Можам да ви кажам дека премаме фантастичен албум. Тоа ми е мене целта да можам да се покажам со своји композиции, се разбира и на Скопски фест со своја композиција, своји мелодии, свој текст, кога значи за Скопски фестивал соработувавме со интернационални автори и композитори, луѓе кои работат со многу познати луѓе. Од Шведска, од Лос Анджелес до Виена се шири нашиот тим кој работа на проектот Евровизија, но како и да е, мислам дека треба најдобрата песна да победи за доброто на нашата Македонија. Значи треба песната да победи која ќе не представи нас сите нас во најдобро светло, а дај Боже да е мојата. Добре. Народот да го има тоа мислење, да. Ке стискаме палци за тебе, затоа што тоа сите го прават пратејќи и социјалните мрежи. Морам да кажам дека си доста популарен. Како се справува со ова популарност сега во овој момент што ја доживуваш? Па се исправува многу добро, да речем доста добро. Да, се разбира, има тешки моменти кога се ти доаѓа така премно на некој начин, но истовремено со постигната популарност која имам сега, се чувствувам на некој начин како да сум пристигнал дома после долго патување. Некако се чувствувам како да ми е познато се тоа, како да го чекав цел живот и конечно стигнав на тоа место каде што сакав да пристигнам. Затоа и мислам дека ми е полесно да се исправувам со цела ова работа. А поради тоа и што имам 30 години и знам како и да си горе и долу, и тоа неколку пати, поради тоа си го ценам тоа што ми се случило моментално и се обидувам да го искористам на најпозитивен начин што можам. А тоа е да пеам своји песни, да имам и да им вратам нешто на сите тие луѓе кои толку многу време ме поддржуваат и уште ме поддржуваат. Мислам дека сум баш во мојот елемент моментално и уживам во тоа што го правам. Даниел, навистина и на таткот истото му го реков дека имаме голем број прашања на кои се надевам дека ќе ни дадеш одговорно со оглед на далечината и временската разлика. Таму е веќе време за работа. Се надевам дека си ти во полнек на денешниот ден, значи занимавајќи се со твојот најнов албум. Би те запрашал нешто пред да ги поздравиме твоите мислешевци и сите радиослушатели овдека во нашиот град и каде што би сакал да упатиш на порака. Дали се уште тропаш на тарабука? Да, тоа беше мојот прв инструмент. Со тој инструмент заедно со татко научих многу за животот, а и за музиката. И за тоа сум многу благодарен. Тој инструмент никош нема да го оставам на страна, ама благодарение на мојот татко кој ме запозна со музиката, кој на некој начин е задолжен за тоа, јас што од млади години толку брзо се заљуби во музиката. Значи, татко ми, ете ви го таму кај вас во Перт и слободно можете него да му се заблагодарите за тоа што за се тоа што ми се случило мене. Тоа е голем дел од се што сум јас и се што сум успел. Да, така тарабуката никогаш нема да ја оставам на страна, како и татко ми армониката што нема да ја остави на страна. Така ќе имаме сигурно и заедно настапи и ќе го доживееме уште еднаш тоа што го доживеевме кога имав јас 4 или 5 години, тоа беше заедно да настапуваме, а и првите пари во мојот живот сум ги заработал заедно со татко ми. Токму со тарабуката, така да секојаш ќе биде дел од мојот живот. Дај Боже след да ве видиме заеднички овдека во нашиот град во Перт, во цела Австралија и со нетрпение ве очекуваме. Даниел, и да ти кажам само ете една мала информација, татко ти овде веќе 2 дена присуетен, а дали ти се верува дека се уште кенгур нема видено? Не, а баш му реков да зема еден со него, да донесе дома, да поноса и има смока малце. Се надевам дека... Молам, повтори ще наш? Не видел уште кенгур. Не видел. Видено само абориджанки гледам цело време. Кажете му, значи ако не виде кенгур, опште да не се враќа.
Одлично. Има Бориджанка да ми донеси тоа. Да. Работи на случај, да ти кажам право за таа работа, за Кенгур работа, значи тука Косте Шулевски, се надевам дека ги познаваш, тука и Климче исто, на кои се предмалку се слушнавте. Значи, Даниел, ете, убаво малце се пошегуваме, во бекграунд ги слушаме твоите најнови хитови, тоа е оној големиот хит што беше изведен, значи, на арената Филип II, на големиот концерт на Жилко Оксимович, Скопје и Београд. Ја слушнавме, значи, она твојата песна македонската, исто така и во меѓувреме и ќе слушнат и нашите радиослушатели официјално онаа песна што ја изведе, значи, на твојата аудиција. Ред беше од, заборавив кој беше авторот, но ќе нагласам во накажени збор 2 за таа песна, затоа што ја пееш со доста емоции. Збор 2 околу тој настап, околу X-факторот, за настапите, за самата аудиција, ете, за сите оние кои имаат намера да се пријават на австралискиот X-фактор, кажи ни збор 2 за тоа, те молам, накратко. За сите кои сакаат да се пријавуваат на било како талент шоу, треба да знаат дека најбитната ствар е да не леташ горе одма високо. Да не мислиш само поради тоа што се камери околу тебе и луѓе прават интервју со тебе и потсуват твојот Facebook акаунт да се зголемува и да добива на уште повеќе пријатели, тоа не значи дека си звезда. Значи многу е битно човек да остане на земја и да ја свати таа работа озбилно и да се обиде да си земе, значи да понесе од таа работа колку што може да научи. Това е многу битна ствар. Не е крај и да победиш после една таква емисија, тогаш се почнува борбата со животот и со успехот. Тога уште повеќе, значи, треба да се труди човек. Тоа значи дека не е екскурзија, не е забавување и не сме звезди само поради тоа што учествуваме на еден талент шоу. Тоа треба секој кој има намера да се пријави, да го чува во глава и во срцето. Треба да се бори човек, животот и поготово е бизнис е тежок, затоа треба да се фокусира човек на својата цел. А целта е на најдобар начин да се представува сам. Доволно да вежбаш, да си наспан, не многу да шеташ, не да пиеш, не да пушиш. Тоа е најбитната ствар. Не сме звезди, само што се учествуваме на талент шоу. Тоа е најбитната порака што сакам на сите да ми ја испратат. Да, одлично, Даниел, да се надеваме дека токму сите оние млади таленти македончина кои сакаат да го искажат својот талент, значи ете добра порака на која се надевам дека ќе се навратат на сите овие твои зборови и токму ќе го користат, значи секој онај наш македонец кој е надарен, значи ќе го користи во своја позитива. И Даниел, значи уште еднаш пред да ги поздравиш твоите мислешевци и сите оние кои не знаат што ќе прават оваа сабота, еден совет за таткот, и затоа што гледам дека е релаксиран, ама сепак мислеа дека има мала трема пред овој саботен настап овдека во Австралија. Да, како прво да ги поздравам сите македонци во Австралија и поготово сите кои се од Мислешево, значи горд сум што ве има таму и што се дружите, а за прославата што ве очекува, да, дојдете и слушајте го мојот татко, нема да се покаете. Навистина, ако некој од Мислешево знае да направи забава, тога е тоа паблика и маковски, тоа можете да бидите сигурни. Горд сум на мојот татко што замина и само во Австралија да ве посети, направете му ја таа чест и поздравете го со вашето присуство, ќе ми биде и мене драго, ако се дружите. Одлично, убава порака, се надевам дека и така и ќе биде како што кажуваш и сите заеднички токму ќе имаме можност, значи да ги видиме музичките квалитети на таткоти. Уште еднаш, Даниел, ја користам оваа прилика од целата македонска заедница овдека од Перт и Западна Австралија, од нашево студио лично и од мене уште еднаш да ти посакам, значи многу успеси на музичко поле, на фамилиарно поле и да се надеваме дека за скоро ќе те видиме и овдека во Австралија и да знаеш дека ќе навиваме за тебе на Скопскиот фестивал и се надеваме дека токму Македонија ќе ја представуваш на оној голем музички фестивал Песна за Евровизија на Европа. Ви благодарам најмногу и да знаете, за првата прилика ќе дојдам и кај вас и ќе се дружиме, значи ќе ми биде чест да бидам и ваш гостин. Еве да ми трне работата со албумчето, па сигурен сум дека ќе најдам прилика да ве посетам.
и те ветуваме дека ќе го сториме тоа и ќе ти бидеме добри домакини. Се надевам дека ќе организираме и ние Мак ФМ радиото ќе организираме таа турнеја затоа што стоиме зад голем број проекти. Го направивме проектот кога Тоше Проевски беше овде, го направивме проектот и кога сите македонски звезди од забавната естрада, веќе редовно го правиме тоа и од народната музика од Македонија, затоа што ние сме тие кои сме првенците или оној контакт помеѓу Македонија и Австралија, да се надеваме дека така ќе биде и со тебе, дека соработката ќе продолжи со тебе, Даниел. Паđi, ви благодарам многу, поздравете ми го татко ми и кажете му да ужива. Това. Поздрав и до тебе од сите нас. Поздрав, Даниел. Бала, тато! Чао! Поздрав, Даниел, и до слушање. Ете, почитувани радиослушатели, тоа беше Даниел Кајмаковски, каде што телефонски воспоставивме контакт, кој во овој момент се наоѓа во Швајцарија на изработка на неговото музичко првенче, значи неговото CD, каде што се надеваме дека ќе го имаме можеби на почетокот на идната година, а можеби до крајот на оваа година, токму и наредната година можеби ќе го гостиме и овдека во нашиот град или во Австралија.